Почитувани присутни, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ми представува чест и задоволство што денес сме тука заедно на уште еден успешно завршен инфраструктурен проект. Одлична можност и преку овој проект да го прославиме големиот празник 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Со денешното пуштање во работа на втората делница на далеководната врска меѓу трафостаниците Неокази и Пробиштип, која е дел од новоизградениот 110 киловолтен далековод, на дело покажуваме дека ги реализираме ветените развојни проекти. Пред точно една година бевме на оваа траса кога започнаа работите за изградба на новиот далековод. Првата делница, трафостаницата Штип Неокази, е пуштена во јуни годинава. А денешната посета и пуштањето на оваа втора делница има за цел да ја потенцира нашата заложба за инвестиции во енергетската инфраструктура, кои на долг рок значат подобрување на животниот стандард на граѓаните. Со реализацијата на овој проект ја јакнеме преносната мрежа и создаваме погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори кои можат и знаат како да ги искористат економските потенцијали на овој наш убав регион. Оваа инвестиција ќе донесе бројни придобивки, како за населението, така и за реалниот сектор. Новата и модерна дистрибутивна мрежа значи инвестиција во подобро утре и основање на животот и работата на населението од источниот дел на земјата, целосно негово олеснување и оспособување. Изградбата на новиот далековод креира услови за долгорочно и квалитетно снабдување со електрична енергија за регионот на градовите Пробиштип, Кратово, Крива Паланка и Злетово. Со оваа капитална инвестиција во вредност од 2,45 милиони евра создадени се услови за целосна енергетска функционалност на индустријската зона Неокази, во која веќе има еден голем инвеститор од металопроработувачката индустрија. Нашите заложби, како влада, во континуитет се насочени кон создавање на подобро деловно обкружување, се со цел да се зголеми економскиот потенцијал, да се подобрат условите за работа, да се отворат нови работни места, како и да се привлечат потенцијални инвеститори во регионот за раст на локалната економија. Тоа пак дава импулс за зголемување на бруто домашниот производ, со што создаваме поквалитетна сегашност и просперитетна иднина. Во таа насока ги поддржуваме добрите проекти кои имаат за цел да креираат нови работни места во сите плански региони во Северна Македонија и кои зголемуваат ефикасноста и сеопштата продуктивност на стопанството. Упатувам искрени пофалби и честитки за проектниот тим, предводени од менаџментот на АД МЕПСО, до целото раководство, управен одбор, генералниот директор и заменик генералниот директор. Секако, заедно, пофални зборови за изведувачот и подизведувачот на работите, како и надзорот, кој во воредни услови, предизвикани од актуелната COVID-19 криза, во рок од неполна година, го изградија во целост и го ставија во функција овој значаен електроенергетски објект. Благодарност за соработката и со Европската банка за обнова и развој за реализацијата на оваа убава инвестиција. Зголемувањето на економската благосостојба на населението е нашата крајна цел. А овој проект е еден пример како преку подобрување на електроенергетската инфраструктура го подобруваме деловниот амбиент во нашата земја. Ви благодарам на вниманието.